20 часот го следите централниот дневник на К1 телевизија. Ги донесуваме најновите информации од регионот Македонија и светот. Понастанете кога одбележаа денот, се враќаме веднаш. Останете со нас. Македонски пошти отвори нов објект во населба Тунел во Велес. ...392 слободни места во Вардарскиот регион. Дали културна Европа ќе ја спаси политичка Европа? Дебата на Меѓународниот славјански универзитет во Свети Николе. Се отвара нова пошта во населба Тунел во Велес. Објектот е со цел да им овозможи на граѓаните од овој дел од градот побрз пристап до сите услуги кои ги нудат македонски пошти. Прилог на колешката Валентина Михайловска. Нова пошта во населба Тунел пуштена е во употреба, а на барање на местната заедница од овој дел од градот. Ова е една од 5 единици на поштенска мрежа во Велес. Македонски пошти своји подружници во околината имаат во Горно Оризари, Горно Јаболчиште, Чашка, Градско, Иванковци, Башино село и извори во Богомила. Ова е објект каде што ќе се вршат сите универзални услуги од работењето на пошта, платен промет, банкарски услуги и писмоносни услуги. Овој објект е отворен на барање на граѓаните кои што се подалечени од центарот и имаа потреба од овој вид на објект. Ќе работи од понеделник до петок од 8 до 16 часот. Отворањето на пошта во овој дел од градот е значајно за жителите кои живеат во оваа населба. Значењето ќе повеќе струко ќе видат затоа што на овој район тука во моментов живеат околу 6000 луѓе само ова поблиска околина и тука ќе вклучиме плюс и населбата Превалец. Че се зборува за место кој интензивно расте, може да видите дека има и нови потфати градежни во околината на оваа населба, така да мислам дека е прав потез што овој момент се пушта пошта. Во населба Тунел континуирано се гради. Локалната самоуправа подготвува десетина нови дозволи за градба на индивидуални стамбени единици во оваа населба, потенцираше градоначалникот Чадиев. ...329 слободни работни места се отворени во Вардарскиот регион. Има потреба од најразлични профили, а вработувањата најчесто се за наопределено време, додека месечниот личен доход зависи од тежината на работното место, но и на степенот на образование. Јавниот повик веќе е објавен, а заинтересираните лица сите податоци можат да ги добијат во центрите за вработување. Прилог на колешката Дијана Иванова. Во моментот во регионалниот центар за вработување во Велес активни се 54 огласи. Работодавачите за вработување имаат потреба од најразлични профили, од хигиеничари до архитекти и стоматолози. Слободни места има за 207 невработени лица. Вработувањата најчесто се на определено време, а месечниот личен доход зависи од тежината на работното место, но и од степенот на образование. Невработените кавадарчани имаат можност за работа да аплицираат на 38 активни огласи за вработување, а во моментов слободни места има за 125 лица. Најголем дел се работни места во земјоделието. Во Неготинско, 14 правни субјекти бараат работници. Во оваа општина активни се огласите за вработување на 42 лица, најчесто на определено време. Во моментов најмалку активни огласи има во општина Свети Николе. 2 компании имаат отворени огласи за вработување на 18 лица. Невработените лица активни баратели, покрај можноста да сопствено вработување да дојдат преку некој од јавните огласи, работно место може да се обезбедат и преку владиниот проект за самовработување. Јавниот повик веќе е објавен, а заинтересираните лица сите податоци може да ги добијат во центрите за вработување. Во наредните 10 дена сите заинтересирани невработени лица кои што се регистрирани во Агенцијата за вработување ќе имаат можност да поднесат апликација, да учествуваат на неколку часовна обука за пополнување на самиот прашалник, а потоа да го пополнат прашалникот преку кој ќе се диференцираат во групата за лица кои што ќе одат на обука за претприемаштво. Значи, првата селекција се врши врз основа на пополнетиот прашалник, а потоа врз основа на обуката и успешно завршената обука за претприемаштво одат понатака, односно доделување на ваучер со кој што ќе изберат еден
од експертите кои што ги нуди Агенцијата за претприемаштво на Република Македонија. Во моментов, Македонија го има најниското ниво на невработеност. Усвоениот владин оперативен план за вработување според експертите е доволен доказ дека намерата и годинава трендот на намалување на невработеноста да продолжи. Како културна Европа ќе ја спаси политичка Европа? Ова е темата на која денеска се дебатираше на Меѓународниот Славијански универзитет Гаврило Романовиќ Державин во Свети Николе. Повеќе во прилогот на колешката Катерина Нацева. Културата и политиката споени во едно како решение за наметнатите проблеми кои направија раздор помеѓу нациите. Како културна Европа ќе ја спаси политичка Европа, тема на која денеска се дебатираше на Меѓународниот Славијански универзитет Гаврило Романовиќ Державин во Свети Николе. Според професор Жан Патрик Конраб, нивната основна цел е поврзување помеѓу луѓето и тоа благодарение на културата. Но нашата идеја е секако поголема, поширока, тоа е да направиме преоден пат помеѓу повеќе идеи. И тие преодни патишта се нормално за поврзување не само на различните народи, но и на различните земји, како и на различните култури. Сметаме дека политичарите имаат потешкоти да создадат преодни патишта или поврзување помеѓу луѓето и помеѓу земјите, а затоа тука пак културата на многу полесен начин тоа го прави. Оваа тема е подеднакво важна за сите метрополи на планетава Земја, истакна Јордан Плевнеш. Тој смета дека преку културата и како ќе се подобри политичката состојба. Политичка Европа може евентуално во иднина да биде изненадена од силата на културна Европа. Денеска тоа го веруваат малите нации, малите држави во Европа, вршат една цивилизацијска улога која што може да отвори нови патишта на хуманизмот и на човечката надеж. Ова е одлична можност студентите да дебатираат со врвни професори на теми кои се комплексни, а кои се засегнати не само студентите, туку и останатите граѓани. Идејата ни е постојано да доведуваме познати светски имиња, за да ги студентите чујат, а и не само студентите, нормално, и професорите, и заинтересираното граѓанство, да ги чујат директно, а и по можност и да прашаат за некои актуелни теми кои се моментално во светот, односно во областа со која тие се занимаваат. Ваквите настани не само што ја приближуваат Македонија до светските умови, придонесуваат студентите од овој факултет да ги прошируваат сопствените знаења и да учат од најдобрите. Организацијата на жени Визија од Кавадарци ја одржа втората работилница на тема создавање на локалната активна платформа за социјална инклузија. Проектот за формирање на ваква платформа е инициран од Европската Унија, а имплементатори се Македонското женско лоби и Институтот за економски стратегии и меѓународни односи од Скопје. Повеќе во прилогот на колешката Мартина Митков. Денеска во Кавадарци беше одржана втората работилница на тема создавање на локална активна платформа за социјална инклузија. На оваа работна средба беа идентификувани проблемите на ранливата категорија на граѓани кои се важен сегмент од оваа платформа. Целна група беа представници од Советот на млади, Совет на жени, лица со посебни потреби, жени жртви на семејно насилство, жени од руралните средини и други маргинализирани групи на граѓани. Со таа група на луѓе ние ќе работиме до крајот на месец март, бидејќи следуваат уште 2 работни работилници, преку кои работилници ние ќе треба чисто речено да ги извлечиме нивните проблеми кои што ги тиштат и кои што ги спречуваат да продолжат понатаму со нормален живот. После идентификацијата на нивните проблеми треба да направиме предлог акционен план, а тоа е веќе третата работилница, а на четвртата работилница веќе треба да бидеме спремни да го направиме и меморандумот за локална активна платформа,
бидејќи понатаму треба да се постапува со неговата реализација. Локалната координаторка на овој проект Јоана Коцева потенцираше дека во понатамошното работење ќе се пристапи кон изработка на акцијски плани врз основа на истиот ќе се дефинира платформата за социјална инклузија на ниво на општина. До сега никој, ниту на национално, ниту на локално ниво, не се потрудил да направи една ваква платформа за социјална инклузија. Значи, почетно, ние сме тие што го работиме тоа благодарение на проектот од Европската Унија, а имплементатори на проектот се Македонското женско лоби и институтот Охрид, кој што се однесува за економски стратегии и меѓународни односи. Они се имплементатори кои што на 18 локални здруженија го поделија овој проект, за да можеме и во локалните средини да можеме да го работиме и спроведиме. Подписници на оваа платформа ќе бидат градоначалникот на Кавадарци и други чинители, представници од Советот на локалната самоуправа, представници на институции, здруженија на земјоделци и друго. Досега во Македонија немаше формирано платформа за социјална инклузија, а Кавадарци е меѓу 18 градови каде се одржуваат вакви работилници со цел формирање на платформа за социјална инклузија. Обвинување до локалните власти за официрскиот дом упати Весна Богоевска Стојанова на денешната пресконференција од СДСМ. Реагирајќи на пресконференцијата, градоначалникот Славчо Чадиев истакна дека СДСМ се обидуваат да шират дезинформација. Тој додаде дека проектот е одобрен, но се очекува разрешување на политичката ситуација во земјава. Обвинување до локалните власти за офицерскиот дом упати Весна Богоевска Стојанова од СДСМ. Овој објект, како што рече таа, одамна требаше да биде градска куќа, во која на горните катови треба да се одржуваат манифестации, додека приземјето да биде матична служба. Додаде дека Велес заслужува одговорен градоначалник и одговорни советници, кои ќе водат реални политики во интерес на граѓаните. Објектот, како што гледате, стои руиниран и во внатрешниот, и во надворешниот дел. Градска куќа нема, манифестации нема канцеларии за велешките претеници. Ова е уште едно од неостварените многу ветувања на градоначалникот Чадиев, кој е на крајот на својот мандат. Градоначалникот Славчо Чадиев, реагирајќи на пресконференцијата, истакна дека СДСМ се обидуваат да шират дезинформација. Додаде дека проектот е одобрен, но се очекува разрешување на политичката ситуација во земјава. Токму денеска ние правиме презентација на она што ќе се случува во наредниот период, тоа значи дека со задоволство можам да кажам дека проектот не е завршен за офицерскиот дом, сите фази на проектот се завршени. Исто така дел од проектот кој во висина негде околу 5 милиона денари, се средства кои што од 3 милиона и 200 се добиени од Светска банка како грант. Градоначалникот потенцираше дека се очекува многу брзо во градот да имаме уште еден репрезентативен објект на многу добра локација, од кој корист ќе имаат сите граѓани. На почетокот на идниот месец, високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската Унија Федерика Могерини ќе оствари мини турнеа низ балканските држави, при што ќе посети и Република Македонија. Како што соопштуваат од кабинетот на Могерини, во периодот од 1 до 4 март, Могерини ќе ги посети Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Србија и Македонија. За време на посетата на регионот планирано е Могерини да се сретне со политичките власти, вклучувајќи ги представниците на владите, но и со представници на политичките партии и на парламентите. Вести од Македонија. Државниот завод за статистика објави дека просечната месечна исплатена нето плата по вработен во декември минатата година изнесува 23.457 денари, а просечната бруто плата 34.374 денари. Во декември лани 1,6% од вработените во Република Македонија не примиле плата.
Просечната месечна исплатена нето плата по вработен лани во декември е за 3,3% повисока во споредба со истиот месец во 2015-та, објави статистика. Зголемувањето се должи на повисоката просечно месечно исплатена нето плата по вработен во секторите уметност, забава и рекреација за 55,8%, информации и комуникации за 9,6% и градежништво за 7,7%. Повисока исплатена просечна месечна нето плата во споредба со претходниот месец има во секторите уметност, забава и рекреација од 48,2%, информации и комуникации 22,1% и стручни, научни и технички дејности од 13%. Петти ден железничкиот сообраќај во Македонија е во целосен прекин поради протестот на вработените кои бараат целосна исплата на јануарската плата. И денеска не сообраќаат патничките и товарните возови, информираат од железничката станица од Скопје. Од Македонски железници транспорт вчера соопштија дека до крајот на месецов ќе изнајдат начин да го исплатат првиот дел од јануарската плата, а од 10 март и вториот дел од платата, што пак за синдикатите организатори на протестот е неприфатливо и инсистираат на целосна исплата. Македонски железници транспорт информираше и дека во соработка со владата треба да се финализира и решението за подолгорочно решавање на состојбата во Македонски железници. Триесет лица се уапсени во Истанбул во рамки на голема операција против џихадистичката групација Исламска држава. Екипи на полицијата за борба против тероризмот извршиле истовремено раци на над 40 различни адреси во истанбулските квартови Пендик и Султанбели. При извршувањето на претресите се одземени муниција, документи на организацијата и маскирани униформи. Вести од светот во следните минути. 1200 бегалци азиди ќе превземе Канада годинава, прогонувани во Ирак од Исламска држава, изјави министерот за имиграција Ахмед Хусен. 400 азиди бегалци веќе пристигнале на канадска територија. Ова иницијатива следува по усвоената одлука есента минатата година во парламентот, со која се предвидува прием на јазиди кои бегаат од Исламската држава во северен Ирак, што според ОТАВА представува геноцид. Вниманието на канадските власти е пред се насочено кон жените и девојчињата јазиди. Бегалците јазиди ќе пристигнат со цивилни авиони, со регуларните летови. Иницијативата канадските власти ќе ги чини 28 милиони канадски долари. Од доаѓањето на власт на премиерот Џастин Трудо во ноември 2015 година, Канада прими над 40.000 сириски бегалци. Дваесет лица поврзани со мафијата на Дрангета во Калабрија уапсила италијанската полиција. Станува збор за криминална група која извезувала неквалитетно и старо маслиново масло во сад, а го представувала како ладно цедено. Производот бил етикетиран како екстра лесно цедено, кое е барано поради вкусот и позитивните ефекти врз здравјето. По измените продуктот бил доставуван во големите продавници во Њу Џерси. Обичното маслиново масло чини 1/10 од цената на ладното цедено, кое се продава за околу 10 евра за литар, изјави Давид Граниери, раководител на Асоцијацијата за производство на маслинки. Прекривање на лицето со вел ќе биде забрането во јавните служби, на универзитетите, во училиштата, градинките, во секторот за јавна безбедност и ред и на избори, соопшти баварската влада. Баварскиот министер за внатрешни работи изјави дека муслиманка која го прекрива лицето со вел постапува спротивно со германската култура на комуницирање. Баварија беше прва точка за влез на стотици илјади бегалци и мигранти во Германија во 2015 година. Баварскиот премиер Хорст Зеховер е еден од најгласните критичари на политиката на отворени врати за мигрантите спроведена од канцеларката Ангела Меркел. Времето
Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност, дуваше слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. Максималната температура достигна до 17 степени. Да ги погледнеме деталите. Со информацијата за временската прогноза го завршуваме дневникот. Останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!